Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без никакво искуство добила тендер од над 1 милион евро од Пошти. СДСМ денеска објавува нова така наречена бомба со информации која до нив пристигнала од свиркачи на платформата mitsko.mk. 20 на дена по добивањето на тендерот, според опозицијата, собственик на фирмата станува советник од редовите на ЗНАМ. Договор што го склучила е за чистење и одржување хигиена. Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без искуство. Само 20 на дена откако фирмата го добива милионскиот тендер од Пошти, на 24 ноември 2025 година нов собственик станува Сашо Петровски. Како фирмата да била основана исклучиво да го добие тендерот. Собственикот се менува непосредно по изборот на тендерот. Но извесен Саша Петровски е советник од ЗНАМ во општина Кисела Вода. ВМРО ДПМН пак и денеска бара Филипче да ги објави документите врз основа на кои има добиено златна виза за Дубај, каде според власта Заев гради згради. За добивање златна виза во Дубај потребна е минимум инвестиција од $500,000, недвижност или бизнис. Од тука јавноста има право да добие јасен одговор дали Венко Филипче ја добил визата поради инвестиција од најмалку €500,000 поради недвижност или бизнис. Венко Филипче досега не одговори дали има или нема стан во Дубај и дали токму тоа е основата за добивање на златна виза. Наместо молк, потребни се факти и документи. Од СДСМ возвратија дека власта секојдневно шири лажни информации за да ја дефокусира јавноста од сопствените криминали. Филипче, доктор кој според партијата воопшто не се занимава со градење згради во Дубај. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.